Сакам да ве информирам за електронскиот систем за закажување на прегледи и на интервенции Мој термин, дека функционира успешно и се применува на целата територија на Република Македонија. За тоа говорат и податоците дека во месец август се креирани вкупно 155.000 електронски упати во цела Македонија, а бројката на реализирани упати изнесува 90.000. За првите 4 работни дена од месец септември се креирани вкупно 45.000 упати. А во споредба со првите 4 работни дена од месец август беа креирани 22.000 упати, односно во месец септември се креирани дупло повеќе упати во однос на месец август. Апелирам до сите пациенти посовесно да се унесуваат кон електронските закажани прегледи, затоа што на тој начин се дестабилизира цела концепција на цел електронски систем, а воено му се зема местото на пациентот кој навистина има потреба од закажаната здравствена услуга. Листата на чекање двојно би се намалила, значи доколку се придржуваат сите кон своите термини, ќе се намали двојно, кога ќе знаеме дека тие 40 пациенти си се за тие 40 прегледи и нема да дојдат во нареден ден да прават дополнителна гужва, автоматски таа листа ќе се намали двојно. Исто така, доколку не се во можност да дојдат на закажаниот термин, да го ажурираат таа неможност, односно да кај матичниот лекар да го откажат својот термин или на бесплатниот број 15341544 да го откажат терминот за да се ослободи тој термин за други пациенти. Има ли проблем со системот? Паѓа да сега систем? Не. Значи воопшто не е, значи следиме мониторинг, правиме целосно. Значи следиме секој ден што се случува на серверот, каде е најмалиот пораст на користење на процесорите или зголемување на меморијата. Значи целосно, детално следиме што се случува со серверот или со сите негови сервиси кои се поврзани кон истиот. Матичните лекари се жалува дека често им маѓа по неколку пати на ден системот и дека имаат проблем со закажувањето, не може докторот да го најдат една операција и дека некако не Значи, матичните лекари користат трети програми. Значи, ние имаме цврста и тесна интеграција со тие софтверски компании. Можно да има некој не пречка, туку некоја мала неоптимизација помеѓу тие сервиси, но истите ги решаваме моментално. Значи, во контакт сме со сите најголеми производители на софтвер на примерно ниво, и тоа е решено. Првично има проблем со генеричките називи на лековите и им објаснивме дека комбинациите на генерики се тие. Да не доаѓа да закажуваат обратно неправилни генерики, да не може да се крие електронски рецепт. Исто така, за кријањето на електронски упати, значи први треба да бираат специјалност, па после доктор. Тие одат доктор, во меѓувреме докторот дали сменал една или друга институција, па не може да го најдат. Дали на докторот му се отворило или му се затворило времето за прием на преглед, дали нема годишен одмор, заминал на одмор, повеќе го нема тој доктор, а треба да најдат некој друг од таа специјалност. Значи треба да барат пред по специјалност, па после по доктор. А не барам дај ми го во здравствен дом Скопје ортопедот. Не, дај ми ортопед во Скопје. Дали е тоа во здравствен дом Скопје, дали е во општа болница 8 септември или е некој друг приватен доктор кој има склучено договор со фондот. Да, точно. Значи го нема поради една причина. Или немал креирано навремено термини, или немал слободни термини од креираните.